За 3 мандати против струшкиот градоначалник Рамис Мирко биле поднесени 14 кривични пријави, дознава А1. Дури 10 од нив се од Министерството за внатрешни работи. Но струшките обвинители се прогласувале за ненадлежни, се откажувале во текот на судската постапка, а има и случај каде што му е стапено постапувањето на обвинителството за гонење организиран криминал. Мирко никогаш не одговарал за ниедна од поднесените кривични пријави. Обвинителите не тврделе дека делата не се сторени, туку дека се товари за дела кои не се гонат по службена должност. Струшкиот градоначалник кривичните пријави ги добил додека извршувал функцијата. А1 дојде до податоците од кривичната евиденција на Мирко. 10 пријави од полицијата се поднесени во периодот од 2007 до 2015 година. Струшкото обвинителство од 2011 до 2021 година добило 12 кривични пријави. Го сомничат за 4 кривични дела, и тоа злоупотреба на службената положба и овластувањето, несовесно работење во службата, оштетување туѓи предмети, непостапување според здравствени прописи во време на епидемија. Образложението за отфрлањето на 9 од 12 пријави е дека законот не им дава можност да го гонат Мирко, бидејќи делата не се гонат по службена должност. Сепак, до Основниот суд во Струга успеал да стигне еден предмет, за кој е поднесен обвинителен предлог. Но набрзо и оваа постапка била затворена, и тоа по барање на обвинителството. Не се откриваат детали за тоа што сторил Рамис Мирко. Обвинителот Джемал Лога одби да го достави обвинителниот предлог до А1, бидејќи за него тоа не е информација од јавен карактер, иако праксата на обвинителството е да ги доставува овие информации во исчистена верзија, без лични податоци на обвинетите, туку само со иницијали. Постапките за струшкиот градоначалник се однесуваат на неговото работење како прв човек на општината. За една кривична пријава е поднесен обвинителен предлог и по спроведената постапка донесено е решение за запирање на кривичната постапка. Решението за запирање на постапката е поради откажување од гонење на јавниот обвинител. Велат од струшкото обвинителство за А1. Кривична одговорност за Мирко иницира и антикорупцијската комисија пред 1 година и 8 месеци. Оттаму доставија документација со која докажуваа дека струшкиот градоначалник ги злоупотребил службената положба и овластувањето со набавка на луксузното Audi A6 од 66.700 евра, купено во време кога градот имаше ненамирен долг од речиси 4 милиони евра. Кога го купи, Мирко не беше загрижен дали ќе понесе одговорност. Не е срамото градоначалник да седи по патишта? Зошто? Па затоа што нема да во остави на пат? Шкодата ќе оди по помала брзина и не е тоа. Слушајте, каков градоначалник ви се гледам јас? Ќе одам со фичо? Па не вреди еден градоначалник со скинати јалишта и со слаба кола. Бидејќи станува збор за јавни набавки, по оваа пријава постапува обвинителството за гонење организиран криминал. Предметот не е ни блиску до завршна фаза и е даден на вештачење. Таму се води уште еден предмет против Мирко за незаконска продажба на објект. Предметот за јавна набавка на 3 автомобили и еден луксузен автомобил е во предистражна постапка и по него активно постапува надлежен јавен обвинител кој ги очекува на одите од вештачењето, пошто ќе донесе јавна обвинителска одлука за понатамошниот тек на постапката. Што се однесува до другиот предмет, истиот е за бесправна продажба на објект и исто така е во предистражна постапка. Со оглед на тоа што предистражната постапка согласно закон е тајна во моментов, за жал не може да се споделат детали во врска со предметот. Ова е само дел од профилот на Рамис Мирко и политичката кариера како градоначалник. Има 64 години, но не планира пензионирање. 18 години прима функционерска плата, а во изминатите 15 години беше градоначалник пратеник министер. Струга ја води 12 години. Оди и контра заложбите на владата за спроведување на законите. Но освен вербални пораки преку медиуми, се покажа дека не му можат ништо. Мирко сам бараше од владата да му ги одземат ингеренциите за да го спроведуваат законот, но и по 2 години тоа не се случи. Потоа сам рече дека не ги дава. Владата му дава рокови, но тој не ги почитува ниту тие. Националната комисија за УНЕСКО при владата во ноември 2019 година му даде рок од 2 дена за да достави список на дивоградби. Но по година и 8 месеци До овој момент општина Струга нема доставено инвентар на дивоградбите. Градоначалникот на општина Струга има законска обврска соодветно да постапува со дивоградбите на крајбрежјето во делот што и припаѓа на општината. Велат од владата за А1. Од биографијата на Мирко се добива впечаток дека тој е незаменлив. Кога ги изгуби локалните избори, Мирко стана пратеник.
Потоа и министер без ресор задолжен за странски инвестиции, се додека не дојдоа локалните избори, каде се кандидира и победи по трет пат. Додека бил градоначалник, неговата ќерка ја основа фирмата Евроколедж 2007, која во 2009 година го основа Меѓународниот универзитет во Струга. Од годинава, наместо Назмие Мерко, собственик е неговиот син Генс Мерко. Името на градоначалникот не фигурира, но оваа образовна институција во јавноста е позната како Универзитетот на Мерко. А пак Мерко, иако не кажува, се очекува да бара повторно гласови од Стружани во октомври. Го барате гласот на Стружани, морам да прашам што имате... Нема да го барам, ќе ми го дадат можда ако... Ја не знам да ќе видам. Ако видиме, во наводници, сигурно демократијата сакат повеќе кандидати. Вели Мерко на прашањето дали ќе има кандидат што може да го пристигне во трката на локалните избори, па додаде: Сега јас сум градоначалник, дали ќе биде, не знам. Мерко третиот мандат го почна со ветување за решавање на проблемот со депонијата, што го реши откако тој победи на изборите. Продолжи со палење на трската покрај езерото, нешто за кое никој не понесе одговорност. За него неосновани беа и критиките дека минатата година среде пандемија од општинскиот буџет потрошил на 27.000 евра за јадење. За време на последниот мандат не го реши проблемот со недостигот на вода во Струга, кој се јавува во летните месеци. На толку ветени проекти во минатите мандати, Мерко веќе има и нови проекти за наредниот мандат.